Токму така, фестивал на креативни вештини 2025 започна од вчера во Скопје, ќе трае до недела. Ова е настан кој обединува различни генерации, од млади до возрастни, преку творење, преку ракотворби, но и преку други вештини. Токму на оваа тема утрово разговараме со нашата соговорничка Ана Кимовска-Георгиевска, која е организаторка на овој фестивал на креативни вештини. Ана, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Од каде потекна идејата за овој фестивал и што е она што ќе може да се види овие неколку денови? Добро утро. Брзото живење и немањето време за ништо беше генерално мотивација за еден ваков настан. Имаме многу ретко шанса да научиме нови работи, да се запознаеме со нови луѓе, а еве на ваков начин, преку изучување на некоја нова вештина и плюс преку едно дружење и забава, имаме шанси се тоа да го добиеме во 2,5 часовно дружење. Така, фестивалот има различни работилници, како што можев да видам од програмата. Тука може да забележиме различни предмети, но и помагала како лепила, ножици, некои иглички. Што е што се случува за време на фестивалот? Така е, вчера имавме работилница за реупотреба на горен дел од облека, најчесто беше тоа палто. Со помош на лепење, сечење, шиење, учесниците додадоа некои елементи и го разубавија веќе постоечкото парче облека. Денеска во стил со реупотреба ќе работиме со накид. Секој ќе донесе едно парче накид, кое што може да му ја промени функцијата, например, ако е алка да стане привезок или да стане некој брош, исто така може и да создадат и нешто ново. А за викендот имаме представување на малку потрадиционални вештини, тоа се везењето и ткаењето. Да напоменеме дека овие работилници се за забава, тие не се да изучите занает, туку да научите нешто ново, да поработите малку на моториката на прстите и секако на крајот денот добро да си поминете. Тоа значи дека преку овие работилници им се дава душа на старата облека, на стариот накид со нивна преработка, нели? Така е, во сабота и недела на работилницата за везење учесниците ќе донесат свое постоечко парче облека и тоа ќе го разубават со некој ситен вез. Така, Ана, кажете ми, каков е интересот и од младите, но и повозрастните? Сакаат ли да творат особено некои работи што можеби ќе кажам дека се подзаборавени? Да, има интерес од сите генерации. Повозрастните се поискусни, некои навистина и ги познавале вештините, па ги подзаборавиле, доаѓаат да се подсетат, но и да се подружат со помлади особи, а младите пак бидејќи немале шанса да се запознаат, доаѓаат ете љубопитни да видат, да научат нешто ново. Пред почетокот на ова наше линковско вклучување ми рековте дека везењето и ткаењето представува еден вид на терапија, но колку овие креативни активности се важен дел за личниот развој и меѓугенерацијско поврзување на луѓето? Да, тие се многу важни. Кога ќе научите основните бодови или чворот на ткаење, вие веќе влегувате во еден мод на релаксација, значи воопшто не мислите на вашите проблеми, на секојдневниот живот, само на тоа што го работите и на тој начин мозокот се релаксира, бидејќи тие потези доаѓаат веќе махинално, значи вие не мислите на тоа што го работите, едноставно целосно се релаксирате. Меѓугенерацијското спојување е многу интересно. Секогаш учат едно од други луѓето, се дружат, немале никога шанса може да запознаат луѓе од различни генерации, така да се заедно мислам дека е едно многу убаво искуство и еден многу убав склоп. И за крај на нашиот разговор овде може да видиме различни предмети, што е нешто што е најинтересно што беше креирано во текот на вчерашниот и прв ден од фестивалот. Па ова палто што е зад нас, што го нацрта една учесничка сама,
И најинтересно ми е секогаш на работилниците што тие што ќе дојдат и ќе кажат јас не знам ништо да направам, ќе дојдам само за 15 минути, тие остануваат по 3 часа и ги прават најубавите изработки. Така, Ана, ви благодарам многу за одвоеното време и за гостувањето во Утро во Македонија наутро. Ви посакуваме успешен фестивал и што почесто да следиме вакви настани каде што креативноста на нашите сограѓани излегува на виделина. Ви благодарам на шансата да се представиме. Имајте убав ден. Така. Јована, разговаравме со Ана Кимовска-Георгиевска, организаторка на фестивалот на креативни вештини 2025, што започна вчера, ќе трае до недела во Скопје.